Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ, со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов, со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Шаховската игра има многу приврзаници во Македонија, уште од дамнешни времења. Се сеќавам таму уште како млад, често одев дури во шаховскиот дом што беше лоциран на улицата Гоце Делчев, сега Максим Горки, потоа во градскиот трговски центар, но за жал денеска нема кај да одам, нема простори, шаховски клубови како во минатото, но тоа е вистината од која што не може да побегнеме. Но сепак тоа не значи дека немаме шахисти. Напротив, на шаховската сцена во последниве 10 години со екипата на Алкалоид бевме прваци на Европа во купот на европските шампиони, па бевме во минатото таму 1972 година организатори на двете шаховски олимпиади. За прв пат машката и женската се игра истовремено и на исто место, па на некој начин и по овој податок Скопје влегува во шаховската историја. Се соединија, се здружија овие две категории на олимписките игри. Имавме и добри шахисти, имавме селектори, имавме интернационални мајстори најнапред, потоа велемајстори, така што шахот секогаш имаше свој живот и беше почитуван, мислам, некој ќе рече спорт. Па да, шах и спорт ги делиме, меѓутоа шахот си е близок до спортот. И во вестниците порано кога пишувавме шах и спорт, за да се оддели. Па еден од тие луѓе што, еве би рекол, цел живот е посветен на играта на црно-белите полиња е и нашиот следен гостин, следната наша легенда, Љубиша Андоновски. Тој беше шахист, се уште е шахист, меѓутоа сега ја извршува и функцијата селектор на нашата женска репрезентација. Да кажам дека и во машка и во женска имавме добри представници, во машка повеќе, во женска помалку, но тука сме. Во последната година, ми се чини, Љубиш и тоа ќе го каже, во последниве години имавме и подобрување на рейтингот на женскиот шах во Македонија. Љубиша ти едно време беше и шаховски коментатор во МТВ, таму во последните 5 години од минатиот век и почетокот на овој век, па го имаш и тоа искуство, значи разговорот лесно ќе ни оди, имаш искуство пред камерите. И сега на почеток кажи ни ти како почна да играш шах и што беше причината да се вклучиш токму во оваа древна игра која во светот има многу приврзаници. Ми се чини нема место на земјината топка каде што не се игра шах. Да, ти благодарам, Зоки. Значи, кажа за шаховската олимпијада во Скопје 1972 година, пред 50 години. Јас скоро секојдневно ги следев партиите, беше толку добро таа олимпијада организирана и со години потоа пишуваше во шаховските списанија и тоа дека Скопската олимпијада беше ненадмирлива по организација, просторно осмислена од сите страни што се вели, и прв пат таа 20-та машка и 5-та женска олимпијада се одржа на едно место, нели тоаш беше тој Скопски сајам, после остана тој простор голем, денес веќе го нема, сега е таму ова Истгейт центарот, но исто така и хотелот Континентал, единствено здание што остана, потоа Олимпиското село горе и хотел Панорама, тие веќе не постојат, остана само уште хотелов Континентал како подсеќање на таа прекрасно организирана олимпијада. Тоа беше 72 година, уште еден значаен настан имаше таа шаховски настан таа година, а именно мечот помеѓу Борис Спаски и
и Боби Фишер, Роберт Фишер, кој што привлече огромно внимание во светот, особено и заради студената војна помеѓу Соединетите американски држави и Советскиот сојуз, затегнати беа односите и така натаму, но мечот беше одличен и предизвика големо влијание и многу придонесе за популаризација на шахот. И исто така Ристоничевски се појави на македонската телевизија како коментатор, што исто така беше огромен импулс за шахот, да, во Македонија. А од друга страна, имаше активност меѓу скопските училишта, имено врчи се сите скопски училишта, имаше шаховска секција. И агилниот Жарко Димчевски од тогаш се викаше Пионерски дом Карпош, сега се вика Детски културен центар, ги организираше скопските училишта се надпреваруваат екипно на 6 табли, 4 момчиња. Па јас имав Кој оделение? Јас одев во 6, 7 и 8, 72 прв пат, 73 и 74. 73 нашето училиште Кирил Печинович беше најдобро во Скопје. Јас играв на прва табла, но Владко Петковски, исто шаховски мајстор, на втора табла играше, Лили Лазаревска, една од најдобрите, значи исто така тука играше, се надпреварува. Иван Кочовски го запознав таму. Тој играше за Ѓуро Сала и го викна во нашиот клуб кој што се формираше исто во тоа време, 73 година. Значи сите тие збиднувања се згодно се вклопија сите заедно и сите тие придонеса некако. Ја баш за 12-тиот роденден и шаховска книга добив. И сите тие работи, веќе имаше, татко ми работеше во цементара во Усија и таму имаше фудбалски клуб, а од 73-та и шаховски клуб. Значи голем импулс даде шаховската олимпијада. Многу се зборуваше за неа, тука беа светските асови. Сите светски асови, јас и ден денеска ги знам и во одредени мечеви кои со кого играл. Значи ги следев јас со саат и татко ми беше голем љубител на шах. Тој играше како добар аматер, ама беше љубител. И постојано одевме. Јас цел ден овде како ќе гледам. И доаѓавме за да фатиме на тие трибините подобри места, доаѓавме малку пред почетокот да фатиме добро место. Ја кога ќе седнев тука не станав 4-5 часа како јас да играм. Иако бев дете, толку ме интересираше. Толку ми беше возбудливо и сето тоа. Глигорич кога го гледам на прва табла, младиот Љубоевич, Карпов прв пат таму го видов, Талј за кој што сум читал, па Корчно, Петросијан, бивши светски елита. Да, Советскиот сојуз играше Петросијан прва, Корчно втора. Трета табла играше Смислов, уште еден светски шампион, четвртата каква она, тројца светски шампиони и прва резерва беше Анатолий Карпов, еден светски шампион. И редица таму Хибнер стана велемајстор. Не треба да се зборува за тоа нешто беше фантазија. Но она што мене на пример многу ми се допадна, што 50 години покасно во Индија се одржува исто така олимпијада и јас сум дел од таа олимпијада како селектор на женската репрезентација. Значи имаше една убава таква релација и 50 годишна пола века растојание. И сите тие 50 години на еден или на друг начин вклучени во шахот. Да. Значи кажи сега за почетоците, веднаш почнавте да играте, Жаркове обучи или ти веќе? Не, ние си имавме сите во своите училишта. Да, во своите училишта сите имаа шаховски секции. И тоа беше интересно, например, во моето училиште Кирил Печинович, професор беше Трајко, беше одговорен за шаховската секција, тој беше ликовен уметник. После напред многу мурал во училиштето на НЗ, таму Кирил Печинович беше тогаш ново училиште, во нова зграда. И Трајко Николовски нас не водеше. Имаше, значи, наставници по физика, по математика, но исто така и по литература, по македонски јазик и така натаму. Значи, беа активни некако скопските училишта во тој дел, а Жарко не организираше. И затоа што имаше толку голем интерес, тој секој ден некој училишта се надпреварува во групи и така натаму. И јас се многу години покасно, кога влегав повторно во истиот тој дом, во Пионерски дом Карпош, јас како дете сум мислел дека тоа е огромен таму простор и клуб. После видов дека тоа ствари едно мал простор. Но тогаш така шаховите све направени, она се и така било сосема. Па со годините помало изгледа колку расте. Така. И сега исто интересно што ова 6-та година ние како јас во тој истиот Пионерски дом Карпош, односно во Детскиот културен центар имам значи секција за шах. И 6-та сезона, да речеме, малиот Никола Петровски, 4 пати првак на Македонија, 2 пати до 8, 2 пати до 10, тамо научи да игра шах. Мајка му го донесе. Кај мене Леонид Петрески исто така, 2 пати шампион на Македонија.
Јована Лазарова и така натаму, доаѓаат деца кои што учат шах сега на тоа исто место каде што јас сум почнал. И затоа токму затоа тука некаде во тие пофалници и така натаму имам и првата партија твоја, кажи, официјална. Првата официјална пораз или реми? Првата официјална партија ми заврши реми и играв со Александар Степановски од Битола. Тогаш беше тоа екипно пионерско првенство на Македонија 73 година на Пелистер. Во тој дом кој што велат дека денес не постои веќе. Дека бил срушен таму, не знам. Не се запали, ако е Закопанки изгори. Не, Закопанки знам, некој друг ми кажуваше. После ги прашав овие од моја генерација, што стана со тој дом таму 73 година на Пелистер, мај месец. Тоа ми беше прва официјална партија за клубот. А може да е кај детското. Кај детското не, да, као детско некој одморалиште таму, се сеќавам. Беше многу убаво, беше таму почнавме. Потоа 74 година поделив прво и второ место на пионерско првенство на Македонија, па со Александар Петровски заедно бевме на првенството на Југославија пионерско, таму запознав многу деца, многу интересно беше. Предраг Николич беше главна звезда, уште тогаш беше мајсторски кандидат, после стана познат велемајстор, беше меѓу првите 10 во светот. И така натаму и уште некои други кои што и ден денес благодарение на Facebook имам контакти, некои стари шахисти, некои станале мајстори, некои интернационални мајстори и така натаму. И сето тоа се, да речем, тие незаборавни почетоци и знаете како тие работи се помнат. Ние игравме тогаш во пилотската школа во Вршац. Таа пилотска школа таму имаше центар и таму игравме, таму бевме сместени и таму игравме, беше многу интересно. Во Скопје, во Македонија имаш освојувано титули како пионерче, како младенец, како сениор, мислам, имаш на Скопје победувано еднаш или сега ќе ти повеќе кажам, значи, февруари месец, мислам дека беше 77 година, на првенство на Скопје, а бев трети и четврти. Но интересно беше тоа што титулата мајсторски кандидат ја освоив едно коло пред крај. Играв со покај Атанас Русоманов у предпоследно коло со Бели, ми требаше реми, направив реми и освоив титулата мајсторски кандидат, а во последно коло требаше да се сретнам со мајсторот Крум Крстев. И реков сега си играм за свое задоволство, за своја душа. За своја душа, таква убава партија сум добил, што мислам дека и ден денес еве од тоа растојание цело временско дека ми е една од моите најдобри партии. Значи се почестив тогаш и со победа во последно коло против Крум Крстев, што ти вика? Крум Крстев мајстор. После тоа дека тој беше веќе афирмиран шахист. Како не беше мајстор беше. И сега на крај уште и ефектот со жртва на топ го победив и он ми честиташе, а претходно 2-3 потези, значи таму нешто можам да земам, ова јас нешто играм друго како треба и вика многу си опасен. А партијата уште трае. Многу си опасен, така. Нешто нападаш. И така беше тоа и тој. Меѓутоа како шахист некако да ти кажам, можеби не се реализирав толку затоа што тогаш бев најмлад мајсторски кандидат во Македонија. Нели мајстор станав дури после 7 години на прва југословенски мајстор на сојузниот турнир на мајсторски кандидати. Инаку Фишер уште зборуваше, тој беше во Бела црква, во Војводина, но интересно што Боби Фишер кажуваше дека југословенските мајсторски кандидати се многу силни. И во Југославија секоја година се правеше тој така наречен сојузен турнир на мајсторски кандидати, каде што игра 16, да речеме нели сите републики и покрајни по двајца. И после по клуче некојаш можеш ако бидеш во првиот дел да земеш уште едно место за својата република и така натаму. Но таму прво Владко Петковски 81 година стана, јас станав 84 година, со тоа што јас кога станав мајстор морав да бидам победник. Пред тоа првите двајца станува, а на тој турнир прв пат само јас, а иначе Јачимовиќ беше втор со мене. И ние водевме долго време трка. Јас и тој другите малку беа подолу и во последно коло тој направи ден денес обстојува како не, со тоа што и ќе обстојува со тоа што нели постигна повеќе, но добро, јас некако да кажеме за Јачимовиќ освои на својата табла златен медал во Истанбул 2000 година. Да. На Олимпијадата. Во Истанбул, точно. Ти
стана југословенски мајстор, а Фиде И Фиде одма истата година. Ја добиваш одма ја добив и југословенскиот мајстор многу сертификација, да. Ама тај југословенски мајстор ми беше вака посебно. Иначе и Никола Димовски стана на тој турнир таму и мислам и Гицов, Зоран. Значи, ние бевме у Македонија силни кандидати. Например, 77 година немаше многу кандидати. Тие Борче, старите мајстори, беа Джајковски, Кизов, после стана и тој мајстор, уште беше кандидат Ванче Георгиевски, Киро Данов. Значи, десетина мајстори беа, не беа Танче, десетина мајстори беа. играше ли тогаш? Панов ја никош не сум, со Панов само никош не сум изиграл партија и никош го немам видено во живо. Од сите тие од старата гарда, например, со Ниче имам играно, со Софри имам играно, со Данов имам играно, со Крум Крстев имам играно, а само со Панов, само со Панов. Джагуре, уште со Тировски, мислечи. Джагуре, да, Джагуре. Со Джагуре се познавам добро, затоа што тој ги посетува турнирите. Трикратен првак на Македонија беше Джагуре во 50-тите години. И уште му работи добро главата. Јас имено имав една емисија, радио емисија за потребите на слепите шахисти. Се шах и радио малце необично, ама одеше тоа и на YouTube. И го викнав Джагуре да ми биде исто гостин, па тој се зборува се како да е човек од 30 години, иако тој е вика, јас сум меѓу Корчна и меѓу Ивков. Значи, ако едниот е 31, едниот е 32 и 33-та. Значи, он сега ќе прави... поминува. Да, 90 години. Го пречекарува прагот од 90 години. Да. Големо задоволство ми кажуваше како играли со Софре. Како му бил учител, наставник првиот шаховски македонски мајстор Павле Бидев, па како на часови им покажували шах. И така он и научил практично од Павле Бидев. А вика, после некоја година игравме на првенство на Македонија заедно. И така, интересно се. Джагуре беше човек со изворедна меморија. Еве сега да ти кажам и во емисијата, правев емисија за него пред неколку години. Тоа го споменавме на Радио Скопје. Имаше некој квиз кај што требаше да се повторуваат имењата. Скопје, Битола, Скопје, Битола, Прилеп, Скопје, Битола. Стигна до 103-40 збор, ги повторуваше поред и доби награда. Тоа одеше директно на Радио Скопје, а водител беше Никола Солдатов. Нашиот покоен колега. И Джагуре навистина беше многу интересен, и како шахист, и како личност, и кој беше едно освежување во македонскиот шах. Па како не. Тој сега, например, вели, кога бев прво оделение, кога дошле бугарите, морало да оди во бугарско училиште. И сега морали некои песнички учеле тамо, он ги изговарал оригинал, фантастично. Значи, одма го фаќа акцентот, различните зборови. Тие викаат, ајде одма те носиме у Бугарија, тамо да учиш. А, не. Значи, викам, татко ми дај некако извадиме, веќе ме носат у Бугарија, затоа што многу сум талентирани, многу добро ги кажам. Значи, сега може да ги запее истите. Нема да се разликува. Нешто зборевме за ова, нели, администратор. Он брзо беше пред година и пол, две. Какви вика администратор, кажуваше тамо се, како било, што било, како детето од неговиот сосед Евриче мало како го однеле и тоа. Страшни работи. И така што во македонскиот шах јас практично... Ти стана мајстор, југословенски, Фиде мајстор. Меѓутоа, еве и Фишер и другите велеа дека квалитетот на југословенските мајстори е на ниво на интернационален, дури се доближува до велен мајстори од некои земји. Па да, многу се силни и затоа што имате силен шах. Па затоа се квалитетен. Титулата Фиде мајстор. Зашто беше воведена од Фиде? За да се изедначат националните мајстори да имаат некој заеднички показател. Затоа што да речеме руски или советски мајстор, руски мајстор, југословенски мајстор, унгарски мајстор многу високо беа ценети. А да речеме во тоа турски мајстор или не знам од каде е некој мајстор, тие не беа ценети во нивните национални сојузи, а после како титула. Ама таа не е тој кој каков мајстор е со таа тежина. И затоа тие години ја воведоа титулата Фиде мајстор да ги изедначи мајсторите на одредено исто рамниште да бидат. И затоа треба да речеме одреден број рейтинг поени за да имаш, за да ја стекнеш таа титула. Значи не можеш под тоа. И така што јас истата година бев први југословенски, па потоа и Фиде мајстор, меѓутоа тука и застанав од некои причини, студирав, многу сакав живот, никош спортски многу не живеев.
И на тоа се должи што не се реализирав како шахист индивидуален, но затоа па како екипен шахист секогаш сум бил добар. Кажи ни од тие екипни надпревари, некој за кој клуб, како изгледа, па да ги споменеш тие клубски другари твои. Па да, па ФЦУ, например, беше многу добар клуб. Прво ние бевме таа младинска, сега Ристо Кизов неодамна почина. Тој не беше као учител, прва табла беше, тој 73 година беше шампион на Македонија. И воопшто цементара имаше некои луѓе што работеа во цементара, аматери вака така, но оваа младинскава школа беше многу добра. Значи тука Владко Петковски, Иван Кочовски, јас и Лила Лазаревска на женска табла, значи четворка иста генерација, бевме многу добри. И тоа ни донесе да бидеме први или втори во Македонија и да играме втора лига Исток, и тамо ние исто така учевме, правевме и тоа. Но кога станавме зрели, дојде и Роландо Кутиров, негде 79-та, од 82-та, 83-та и 84-та освојувавме во Низа, го освојувавме купот на Македонија, пази таму играа сите, и Ничовски, Софројски, ова. И игравме, ние викаме во рингот, во Пула се одржуваше обично, значи најдобрите 16 екипи од Југославија. На 4 табли. Многу. Тука Глигорич, тука овие. Фестивал на шахот. Тој беше во Пула фестивал, таму имаше по 2000 шахисти, во разни групи. Но рингот играат само победниците на купот. И тоа беше вистинско задоволство. И затоа купот на Македонија, тоа што се каже куп на Маршал Тито, но не е важно, купот македонски имаше поголема тежина да бидеш прв отколку на самата да бидеш екипен првак на Македонија, зашто кога си екипен првак на Македонија ти играш во втора лига Исток. А кога си победник на куп, си во рингот со сите. Те подпалува ова и атмосфера. Овде си со Глигорич, со Матулович, со Курајца, со Ивков, со сите југословенски звезди, со Југоевич. Па јас со Матулович сум играл, Реми, една. Сум играл со Ѓорги Трингов. Јас сум играл со доста шахисти, со овие бугарскиве, да речам, со еве за сега например со Гамбита Секо пред некоја година изиграв реми со Дмитрий, рускиот шампион, како беше презимето само Андрејкин, да, два пати шампион на. Тој игра за Алкалоид. Сега Алкалоид што носи ваква силна екипа, па ние некогаш можеме да изиграме со нив исто така. И ете, нели, имаме, ја имам добри резултати против велемајсторите. Божидар Иванич го победив. А со Трингов Реми, со Спасов Реми, со Инкиов Реми, со Матулович Реми, со овој Абрамович Реми, со Чабрила Реми. Имам, ама, значи тешко ме тепат, а некој ќе ме тепат со Драшко. Ама така, значи да држиш, да држиш. Во Пула колку пати имаш настапувал? Во Пула, во рингот ние настапивме 3 пати во Низа. Значи 80-те години, че секоја година одевме и по фестивали. Во последните 2-3 години пред крајот. Што значи тоа дека со клубот 3 пати го освојувавте купот на Македонија? Во Низа. Сме го освоиле и плюс уште некоја година, ама тогаш во Низа беше многу интересно. Игравме се Танчев, професорот Танчев на прва табла, мајсторот. Потоа ја, Роландо и Владко Петковски и Кочовски. Супер екипа. Има таму и некоја фотографија од тогаш и потоа 83 година, точно пред 50 години бевме први на универзијада. Значи кој бевме тогаш? Ние тројцава, јас, Иван Кочовски, Владко Петковски, Роландо Кутиров и Никола Димовски. Исто одлична екипа, први меѓу факултетите во Југославија. Тоа во Медолин во Пула се одржа. Во мај месец 83 година, пред 40 години. Значи, тоа е добар резултат со оглед на тоа што шахот... Па како ние таму бевме, таму рангирани 7, 8 или што ја знам. Факултетите се играше шах често. Да, дури на паузите. Тоа е универзијада, значи од сите факултети, тоа се беа таму мајстори, интермајстори, тоа се. Ама ние први бевме. Добри игравме, комашини игравме. Вака, што ти причинало најголема радост од настапите во Македонија? Па да ти кажам, се некако во свое време. Разни предизвици имало. Мене ми било предизвик и кога сум коментирал. И сега со децата ми е. Јас сега најмногу работам со деца и во Пионерски дом Карпаш, и вака и помагам на нашите млади шахисти и шахистки во клубот што сме заедно, имаме школи шаховски. Сега сум председател на шаховскиот клуб, младински шаховски клуб Центар, сум председател. Нашата женска екипа стана шампиони на Македонија се.
овие девојчиња играат се подобро. Момчињата добивме двајца нови мајстори. Тоа е се со нашиве школи шаховски. Да речеме и Емил Ристевски кој што има одличен потенцијал. Ја мислам брзо ќе стане велемајстор за година-две. Андреј Велјановски исто сега стана мајстор, они се на 18 годишни момчиња. Уште некои други, Златков исто е многу добар, 6 пати првак на Македонија. Например, сега на ова европското првенство што беше во Турција, пред да направи 15-ти роден ден, имаше 5 од 6 во конкуренција до 16-та. Уште 14 имаше, практично немаше. И беше на трета табла играше. Момчето е исто наше дете. Ги учиме децата, сега доаѓа една добра генерација и тоа ни е сега, предизвика да се пренесе знаењето, нели? Тоа е многу големо задоволство и со деца кога работиш и кога децата имаат успех и се интересираат. И така натаму, а чисто шаховски, јас уживам во се во шахот. Уживам и да играм брзопотезни партии на интернет, фала Богу, тоа за нас е голема предност, можеш кога сакаш шах да играш. Дома, кога сакаш со цел свет играш, аба тоа е за свое задоволство вака, но и турнирите ги следиш, правиш, она се, работа со деца. Добро, сега си ментор на тие деца, ги обучуваш, а кажи ми, кој беше твој најголем ментор на почетокот? Па види, јас сум Жарко како организатор. Не, организатор. Јас сум самук шахист. Па ние, нашата генерација, скоро сите сами сме се учеле. Ние не сме имале ака директно мене Кизов ми бил првиот идол. Литература шаховска на располагање доволно во тој период. Многу малку имав на почетокот, ама после како проаѓаат годините, добро беше во клубот, имаше македонски шах, излегуваше 2-3 години, но после почна шаховскиот информатор. Тој направи револуција. Шаховскиот информатор кој што ги издаваа србите, и во Белград се издаваше, каде што сите практично немаше пишан текст. Партиите? Најдобрите партии за едно полугодие, значи 2 пати годишно излегуваше, но сите партии беа коментирани со знаци. И тоа е тој систем, тој начин, значи придонесе да тој информатор го читаат сите и го студираат во секој дел од светот, затоа што таму имаш кој е добар потез, кој е сомнителен потез, кој е единствен потез, каде има контраигра. Значи на таков начин со знаци, тоа гениален изум беше таму на раководството на информатор и таа се сметаше за шаховска Библија. И од таму учевме многу и јас 3 години бев предплатен на руските часописи. Така и руски научив. Значи шахмати ВССР, шахмати Рига и 4 списанија ги добив. 2 ги добив. И знаеш како во одел за странска литература. Не ни беше тоа никогаш ни скапа. Одиш во одел за странска литература, предплата за наредната година и ти доаѓа дома. И така си во тек. Се супер. Врти и гледај. Учи, студирај, врти, студирај, ова, она. Ти треба едно шахче и само работи. И така и руски научив пат. Значи, читајќи ги тие ова на некои доживување од настапите во Македонија, првенство на Македонија. Многу доживување сме имале, да ти кажам, сме биле млада екипа тогаш. Ќе одиме са бајле негде на чорба, ќе купиме од тие тогаш фрукталови сокови, сите ќе седнеме вака на 4 табли, тепаме. Со овие јакиве. Тогаш дали бил студент или бил алколит или градител, зависи во кое време како. И сме биле многу сме биле дружелюби. Не па види, во минатиот век луѓето се дружеа, сега не се дружат со овие компјутериве, телефониве, со овој интернет. А тогаш секогаш била прекрасна атмосферата на младински првенства, да речеме, на Македонија. Па дали ти се наоѓаш во Тешево, дали си во Струга, дали си во Охрид, па навечер се дружиш, па одиш на музика, на ова, на она, па блиц партии и воопшто имало секогаш анекдоти, имало се. Некоја партија од тие настапи како она со Крум Крстев што ја спомена. Партии. Кога играше за своја душа, што се вели. Па партии, ја имам добри партии, значи со од противниците некој, дали од ривалите, дали споменеш сега, да се подсетиме и на тие имиња. Ти кажам, сум имал привилегија да играм со повеќе генерации шахисти, значи на вистина. Да речеме, Владко Петковски вика дека ми е животна партија таа против Софревски на еден од скопските опени. Опен Скопје беше многу добар, беше многу афирмиран и со црни фигури и имам среќа таа партија да има на YouTube, Ничевски ја коментира. И Владко Петковски вика тие вика животна партија, вика Софревски вика вака никој не го тепа, до пример. Па Киро Данов сум го тепал многу убаво, па Ванче Георгиевски сум го тепал многу убаво.
што ја знам. Па ја ви од мојава генерација и Богдановски. Па ја немам шахист во Македонија. Од шампиониве на Македонија, значи, јас со Никола Митков имам 3 реми и 1 победа. Која беше помалку тепав? Па 3 реми ја. Па да речеме, нема шампион на Македонија што не сум го победил. Нема, не постои. Владко Богдановски неколку пати, Јачимовиќ неколку пати. Нејдев сум го победил, Кутиров сум го победил. Сите што биле шампиони. Освен Ниче, Ниче. Со Ниче имам и некои фотографии што понесам. Не, со Ниче, сега ти кажам како беше та. Не, со Ниче мислам прекрасно. Со Ниче имав во Полска имав добиена позиција, ама ја изгубив во Цајтнот. И после уште име тешеше добро и имам едно реми. Значи Србија имам 2 партии, 1 пораз и 1 реми. Тоа е единствен шампион што не сум го победил и со Никола Васовски беше една година беше шампион на Македонија, со Никола Васовски сите партии реми ми завршиле. 1/10 партии, се со борба се реми. А за Ниче да ти кажам за коментаторството како беше. Значи 94-та година Ниче требаше да биде во репрезентација, не беше добро. Не го зема и сакаше да оди да известува за Олимпијадата во Москва се извинувам. Во Москва 94-та година првата Олимпијада кај што ние настапивме како независна држава. И сакаше да најде некој да му биде замена во студио и ми предложи мене да направиме една пробна емисија. Ми вика тие 2 партии види ги. Значи, и ќе направиме една пробна емисија, дали ќе можеш да одговориш на тоа? Таско беше тогаш, Атанас Костовски беше уредник. И отидовме ние, и јас кажав што кажав, им се допадна и ја добив работата, 94-та година. После ми вика, колку време ти требаше да го подготвиш? Викам, околу пола сат. Многу добро. Шо викаш тебе што те гледав искуство? Па како ја не го испуштав, па не, ама не само тоа, него ние одевме во Франција, во Италија, особено во Полска на многу турнири, ние бевме и блиски, ние се познававме многу добро. Значи, ние, што се имам со Ниче, што све имаме поминато, низ турнирите, каде се, он викаше чувена втора класа, или со возовите, ќе земеш со возот, 3 дена патуваш со возот. И одиш некаде таму, Полска до Русија, па одиш вамо, па одиш таму. Во тие, да речам, 80 и 90 години, повеќе 80. Почна да коментира. И 94-та година, значи, помина така. После, кога тој почина, нажалост, 96-та година, бев и јас на Олимпијадата, таа Олимпијада во Ереван што беше. Потоа, значи, од македонска телевизија, потоа ми се јавија да продолжиш ти да бидеш коментатор шаховски. И така продолжив, знаеш, до оние моменти кога се смени политиката, хонорарците не можат, веќе беше ти тогаш. Ми беше последен уредник, иначе прво беше Атанас Костовски, па некој краток период Милковски, па Калински на крај тие структури. Не разбира, наместени таму по знаеме каква линија. И сега треба да ги убедуваш дека шахот треба да е присутен, дека има многу симпатизери, влюбеници во таа игра во Македонија. Па што одиш подалеку, дури и Олимпијадите ви сега дали ќе се пренесуваат или не во тоа време. Така да, не знам. Тоа време, тие години кога стана тие превирања, сакам да ги заборавам. Може би и тоа беше причината што пред време јас и отидов. Да, немаше веќе од македонската телевизија. Немаше мерак да се работи. Тие структури раководни што беа дојдени, гледаа за себе само. А не за програмата. Не гледа она што сака македонскиот гледач, она што си го презентирал со години. Зимска олимпијада, летна, светско фудбал, светско раковец, светско кошарка, 4 скокалници, алпско скијање, светски куп. Не требало тоа филмовите. Добро давајте филмови. Како може спорт да не треба? Па ако нема спорт, ако нема шах, пак има дрога, ќе има други работи, децата што ќе правиш, како која партија вака си ја коментирал со најголем мерак од тие многу партии? Со најголем мерак сум коментирал на Олимпијади нашите кои ќе победат или на европски првенства. Значи од нашите шахисти. Значи тие успеси сум се радувал, значи на успесите на нашите најмногу и секогаш оно што е убава партија, уметничко дело или било што.
Значи се субжал. Па јас бев и 2 години во Телма коментирав, 2006-2007. Тогаш се играше и мечот помеѓу Крамник и Топалов, тоа го коментирав. И имав една серија на одбрани партии од старите мајстори, да речеме од Капобланка, од Ајехи, Нев ги коментирав, исто со посебно задоволство исто таа работа. И воопшто таа работа, па АБ, после во АБ телевизија кратко траеше, имаше неколку наши еминентни исто шахисти, шаховски работници и така натаму. Например, Ничевски дојде да ја коментира партијата на татко му, напиша книга за Ристо, многу убава Ристо Ничевски избрани партии и коментираше една од тие, син му, да. И други гости доаѓале, значи ми било многу големо задоволство, тоа знаеш. Тоа е друг тип малку на емисија со некој гостин, па негова партија или по негов избор и така натаму. Мислам, тоа коментаторство мене ми е, значи ја не се чувствувам туку како новинар, туку како коментатор шаховски и мене секогаш ми представувало огромно задоволство тоа, сум го работел. Бидејќи си на свој терен, што на свој терен, па види. На свој терен и лесно ти е. Мене ќе ми се јави Калински и вика, слушај, на полувреме треба 10 минути да имаш појас шах. 10 минути ми се јава сат и пол пред тоа. Ја нешто на брзина и не ми е така тешко, знаеш. Одма нешто така. И тоа оди се во живо, знаеш. И адреналин има малце, да. Немаш, ама кога си млад тоа све оди лесно оди. Не, значи ја знаеш материјата, сигурен си. Тераш. Сега не коментираш. Па сега немам кај да коментирам. А не, па ти викам, коментирав малку за тоа радиото, ама тоа беше снимање, иако кај мене нема тоа многу после преправање. Како оди како во живо исто. И одеше на YouTube тоа, нели? Разни партии, разни настани, ама тоа е малку друг формат, тоа не е на телевизија, е посебно нешто, или друго чувство е се, друго е тоа. Добро, отидовме сега на коментаторството, се враќаме повторно на шахот. Кога почувствува ти, еве, уште се појавуваш, меѓутоа, она што се вели интензивно играње шах. Види се, ние игравме, значи, до кога беше? Последниве 15 години, значи сум во Гамбита секој се 2008 година, бевме шампиони на Македонија. Тоа што Алкалит играше со некој страшен состав, ние успеевме да ги победиме последно коло. И некако почнавме да одиме на тој европски клубски куп, кој што се одржува секоја година, каде што Алкалит победи, да речеме, во Нови Сад, победи 16 година, 2016 година победи во Нови Сад. Нели тука во овој хотел доле имаше прослава и тоа беше по тој повод. Но ние во овие години бевме 2 пати први, ама речи се редовно одиме на тој европски клубски куп и 2018 година ние со наши сили сами освоивме 8 место, 8 во Европа. Па си тоа не е мала работа. Последне. Јас реков 2 пати Алкалој, 2 пати. Не, еднаш беше. Да. Ама тоа е, мислам, супер екипа и следната и година тука е беше некаде, втори или не беше, трет, меѓу нив, ама она и по рейтинг и по ранкинг е тука, затоа што таа екипа е меѓународно супер силна, се со светски асови звезди. Како велевте 2-2-2, двајца кинези, двајца руси, двајца украинци. Двајца украинци, 2-2-2. Да. И тука не можеш ти она. Меѓутоа, диете второ место во таква конкуренција во нашата лига, ние што да се надеваме. Значи 2 пати успеавме да бидеме први и кога беа они многу силни, ама се едно и втори, ама европскиот клубски куп е исто така едно преварување за престижно, како да речам. И ние таму сме присутни, релативно добро поминуваме, а најдобар резултат 2008. И викаме се за овие младиве што доаѓаат, Велјановски, за Емил Ристевски, за Златков, за Петрески. Ние летвичката ставивме на 8 место во Европа, па сега овие младиве нека е надминат над нас. Колку височе? Колку повисоко, толку подобар пласман. Па сега предлани 21 година нешто со ковидов, знаеш. И сега требаше да играат младите. Се разболеа од ковид 2-3 и сега јас сум капитен на екипата на Гамбит и јас играв. 4 од 6 направив. Па добро направив, се изгубив 7 велемајстор, 7 силен мајстор, 4 добив. Значи уште играме, ама играм само за екипа и играм на брзи темпа, ова за рапид, што се вика, по забрзано темпо, блиц. А вака играм само за екипа. Значи уште сум активен, значи не сум неконкурентен се уште. И сега на овие мечеви што ги правевме по повод нели средба на генерации во сеќавање на Лазо Јанчев, мојава генерација прва испадна. Нели игравме по 20, од 50 до 60, од 60 до 70. Колку партии одигра? Не си игравме по 3 партии. Еден се. Па ја имав 2 од 3 изгубив од младиот Велјановски, ама го победив Јачимовиќ и го победив и Костошевски.
Така што, ама не само, него ние екипата И играше добро. Јачивој, што ти вика, уште играш, а? Па не знаем како он знае, ние се. Добро, Ние се мислам. знаеме од тоа и па не, ако играм со наши во Македонија, значи ја се чувствувам конкурентен со секого, не се чувствувам како аутсайдер со било кој. У Македонија, значи така. Добро, кажи Јас знам ми, дека Трајчан Идев е малку подобар и овој е малку подобар неколку, ама кога играш ти ништо, да, страшно. кажи Да. ми ти сега во моментов каде е македонскиот шах во светски. Па македонскиот размер. шах во светски рамки сега официјално ако зајабе според рейтингот некаде сме околу 50 репрезентација во светот. Според просечниот рейтинг на првите 10 табли. Но она што радува е дека доаѓаат сега нови генерации и во женскиот шах каде што имаше огромен застој. Тука каде сме на тие ранглисти светски? Па сега на Олимпијада ние бевме рангирани негде околу 74-то место бевме на Олимпијада. Кај што имаше многу репрезентации, да вистина според тоа, ама завршивме 10 места погоре. 9 места погоре на 64-то место. Што е добро, не е ни нешто посебно, можеби не, но има смена на генерации, долго време немаше воопшто девојчиња, некако. А сега да ти кажам за ова што го спомнавме шаховскиот дом, нели, овој централниот шаховски дом беше многу убав, во трговски центар на многу убава место и се, но сега во Карпаш 4 наскоро ќе треба да се отвори новиот шаховски дом и тоа е добра новост за македонските шахисти, затоа што клубови има во Скопје, има 4-5 добри клубови, ама нема простории. Друго е Сега кога ќе се алкалоид соберете сите тамо, Се па разбира. партии, па коментирање и Така е. А сега има, да речеме, Алкалоид си го отвори своји простори, таму се играше овој тромеч за Лазо Јанчев, во сеќавање на Лазо Јанчев, и они имаат на Железничка улица сега што се вика Јордан Мијалков. Тука има близу до кафаната Љуц, до самата улица, имаат убав простор, но тоа е за потребите на нивниот клуб главно, а сега као централен дом кај што ќе можат сите да собираат, ќе биде некаде во Карпаш 4. Не сум го видел ја Тоа тој ќе простор. биде Тоа ќе биде исклучително убав, за шахот. исклучителен настан за шахот. Значи, реков да не заборавам, ти во воведот го кажа, дека навистина Скопје имаше прекрасен шаховски и таму се правеа тие, да речеме, Open Скопје. И сега ние, еве, Open Карпаш се правеше 5-6 години, беше многу добар. Степче Екимовски кој беше градоначелник, сега пак е. И сега ќе се отвори дом. Баше многу, ја мислам. Тоа ќе може биде ли да се фантастично. врати Опен Скопје, Опен Карпош? Опен Дали Скопје има се услови? врати, Опен Скопје се врати. Мислам со тој Лани и квалитет како предлади, во минатото. полека расте, тоа не може одма. Значи тоа Добро, јас малку- сметам дека има традиција, се знае Има за Скопје, традиција. бил организатор на Олимпијада Да, и мислам дека конзистентност. е лесно да дојдат тука да привлечете што поголем број. Ние ќе привлечеме, квалитетни ама треба шахисти. конзистентност, значи да биде секоја година и да има добри услови, значи материјални услови, да ги привлече со награди и така натаму, значи да биде на едно равниште кое што одговара на потребите и на приликите какви што се сега во шахот. Значи тие ако знаат они дека во тоа време се одржува, да речеме 13 ноември и така натаму околу тој период, Да. биде Ќе објавен планираат. неколку месеци, си планираат дека тогаш Опен Скопје и дека со тој отприлика награден фонд ќе биде кој што е пристоен и они ќе доаѓаат. И тие после како доаѓаат, викаат други и така натаму и тоа е се супер. А иначе не само Скопската олимпијада, него исто исклучителен настан во македонскиот шаховски живот беше турнирот на солидарност. Да. Средбата на солидарност. Средбата на солидарност. собираше 67 многу прв пат, велемајстори. 68, 69, 70, 71, 5 и потоа 76 последниот, нели, олимпијадата направи мал прекид. И тука доаѓа Фишер, тука доаѓаат многу звезди, тие руските звезди и нашите. И ја викам, само заради турнирот на солидарноста, Ничевски, например, и Софревски имале шанса да одиграат со Фишер по неколку партии со други звезди. Беа такви. квалитетни, но никако да стигнат, дори Никако. повде стигнуваа. А Е сега, ова фантастично беше. кажи ми во моментов кон што се свртени амбициите на Љубиша Андоновски во македонскиот шах, селектор на женската репрезентација, да? Друго нешто? Најголемо задоволство ми е ако, значи, имаме што повеќе млади шахисти да препознаат шахот како многу интересна, квалитетна, бесконечна игра, да станат добри шахисти да го пренесат своето знаење.
Тоа ми е мене најголема предизвик. Ја лични амбиции немам што да имам на 62 години, ниту пак јас одамна не играм сериозно шах, да речеме, за себе, односно за као своја кариера, но да пренесам децава да играат добро, да ги водам, значи да им давам совети. Еве сега ги водев и на европско и на светско, зашто имав најмногу шампиони беа мои деца и на Орце Данчевски, па јас ги водев на европско и на светско, но во принцип ние децава значи децата, младите да одат напред, да им да се пренесеме знање, да им олеснуваме и организацијски, и со совети, и со литература, и секако како можеме, нели? Ако имаат од нас што да научат од нас. Ако веќе не надминале или нешто да им возможиме, значи патот да им биде полесен за поголеми шаховски кариери и за повисоки шаховски титули. Може да се живее од шахот денеска. Денеска живеат од шахот и директно како непосредни производители, односно само од играње шах многу малку луѓе. Мислам, за да живеат добро првите 150 во свет. Дори помалку и од тенисерите би рекол, по број ако ги земеш. Но со школи, вклучување, водење, едукација, деца, пишување и така натаму, да, може да се живее. Иако јас да ти кажам, никогаш не сум бил професионален шахист, никогаш. Јас во тие младите години завршив економски факултет. Да знам. А и живот секогаш многу сум сакал. Не сум можел спортски да живеам. Излагам таму, па сега има се, имаш навечер диско, имаш ова. Нека игра други има она, се што ке. Оти за да бидеш, знаеш, шахист, да бидеш све, треба како и во секој спорт и во секој област треба многу откажување, треба, нели она. Ја тоа не сум го имал никогаш. Јас сум сакал она се да. Добро, Љубиша, ево опишаве она што ти исполнува, а се однесува на шахот. Ти си актуелен селектор на нашата женска репрезентација, па посакувам македонските девојки да постигнуваат добри резултати на меѓународната сцена по твоја палка, ти да ги водиш, ти да ги насочиш. Мислам дека има талентирани девојчина кои има сега една генерација многу добри добра, шахистки. На крајот ми останува за нашите гледачи да кажам дека тоа беше Љубиша Андоновски, човек кој го посвети својот живот на шахот и спаѓа во една од нашите шаховски легенди.